Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во време кога државата целосно се вложува во безпоштедна битка против коронавирусот, ВМРО-ДПМНЕ наместо да се приклучи, реши заедно со екипата Лажни вести да продолжи со својата деструктивна политика. Во овој тежок период за сите граѓани, ВМРО-ДПМНЕ реши да се затвори во Белиот дворец и оттаму да смислува деструктивни сценарија против доктори, против министри и други кои директно се вложуваат во борбата против коронавирусот. На ВМРО-ДПМНЕ не им значи ништо, ниту шлаканицата што ја добија од Обединетите нации, кои кажаа дека опозицијската партија лаже, кога се обидоа да ги злоупотребат во нивните манипулации. Во обид да го минимизира успехот на државата, деновиве ВМРО-ДПМНЕ ги таргетираше двете министерства клучни во макотрпната работа за денес нашата земја да стане членка на НАТО и да отпочне преговори за членство со Европската Унија, а сега и клучни министерства во борбата против коронавирусот. Со нивната смислена пропаганда отидоа дотаму што сака граѓаните да им поверуваат дека двајцата министри, Радмила Шекеринска и Никола Димитров, трошеле пари на патување во време на светска пандемија и во затворен аеродром. Но ВМРО-ДПМНЕ забораваат дека владата предводена од СДСМ сите трошоци на министрите јавно ги објавува, за разлика од нивната влада, која ги направи класифицирани и тие беа најголема тајна за граѓаните. Загрижува тоа што овие конструкции доаѓаат од луѓе кои точно знаат за што се работи, но сепак одлучиле да манипулираат и да ги лажат граѓаните само за да стекнат ефтини, ситни политички поени во време на криза, кога здравието на граѓаните треба да им биде најважно. Но на ВМРО-ДПМНЕ, на сеачите на страф и паника, ништо не им успева. Тие се поразени. Граѓаните ги пропознаваат нивните лаги и им свртија грб на лажните вести. Денес точните информации се шират побрзо и помасовно од било кога досега. Граѓаните им веруваат на институциите и вистината ја споделуваат од човек на човек на социјалните медиуми и им даваат целосна поддршка на институциите кои се транспарентни и имаат постојана комуникација со јавноста. ВМРО-ДПМНЕ се осамени во своите лаги, во обидите да профитираат политички во оваа криза. И затоа ВМРО-ДПМНЕ конечно треба да покаже зрелост и да ги остави институциите да делуваат во овој тежок период. Ви благодарам.